Благодарам. Очекував дека ќе го спомнете ова. Јас намерно не го спомнав, затоа што се работи за едно државно уредување, кое што 90-та година 90% од граѓаните на Република Македонија изгласале референдум и се согласиле дека ќе имаме дисконтинуитет со тогашното општествено уредување. И Социјалистичка Република Македонија како уредување како такво е напуштено и Уставот на Република Македонија, вашата северна, нашата Република Македонија, воопшто не кореспондира со тогашниот устав на тогашната Социјалистичка Република Македонија. Сосема различни биле, вие предпоставувам подобро од мене, знаете, бидејќи сте економист, сосема биле различни биле и општествените и економските логики, сега имаме пазарна економија и така натаму. Така да намерно не го спомнав во мојата почетна дискусија повикувањето на државниот правобранител, што за мене штета што нема право професорката да се јави да ви укаже на ова, што за мене исто така е пар екселанс. Не можете тогаш, ајде, Краљевина Југославија ќе се повикуваме на некакви нешта. Немојте, ве молам, ова е исто така за мене пар екселанс, што државниот правобранител се повикува на некаква си одлука од Социјалистичка Република Македонија. Не. Не, значи ние сме сега сосема друг историски контекст. Ние сме независна држава. На референдум 90% од граѓаните одлучиле тоа што вие, како влада, мнозинство тука, повторно противуставно, не ги послушавте граѓаните и не го почитувавте референдумот. Тоа се историски прашања кои што понатаму во иднина остануваат отворени. Немојте да мислите дека е затворено. Така да воопшто не се согласувам со мислењето кое што вие сега еве. Знаете, јас ве разбирам вас. Поставени сте во една таква позиција, не знам зошто. Млад, интелигентен човек, пон сознаење да се поставува во таква подчинета улога на криминалот. На криминалот во Македонија. Значи не се согласувам со вашата констатација и со констатацијата на државниот правобранител дека мора заради тоа што во Социјалистичка Република Македонија, па сега ајде собранието на Република Македонија ќе го даде сосема различни историски, економски, правни, уставни контексти. Ние имаме нов устав, ние имаме ново општествено уредување, нови пазарни вредности, пазарна економија, така да воопшто не држи како аргумент за да не си ја прифатите мојата, односно нашата понуда како на опозиција, која што цело време ви укажува на фактот дека ова што го правите е противуставно. Како да го решиме? Еве ви даваме можност како да го решиме. Јас уште еднаш ќе апелирам до вас. Апелирам до вас како дел од колективниот орган кој што го бира собранието на Република Македонија. За разлика од некои луѓе, од некои колеги, ние немаме култови кон личности, нити кон тој кој што е овластен да го чува имотот на државата, ниту пак кон тој што неовластено и не знам по какви проценки му подаруваме финансиски средства, се работи за финансиски средства на граѓаните на Република Македонија и тоа не мали, и тоа во услови на светска пандемија, каде што кажав дека ние како држава немаме пари, постојано се задолжуваме, над 60% е јавниот долг од бруто домашниот производ, а сега ги чуваме тие пари не знам за кого. Значи имаме многу причини ова денеска да го прекинеме тука и овде. Тоа што имало приватни ветувања
пред парламентарните избори и се брзал од 2019 по однос на материјалите кои што ги добивме, тоа видете, тоа не е наша работа. Ниту е работа на опозицијата, на крајот на денот не е работа ниту пак на парламентарното мнозинство. Јас не се сеќавам јавно вие вакво нешто да сте ветили. Говорам за кампања. Сите знаеме. Значи, ние во кампања велим. Ова и ова ќе го направиме. А да, го спомнате Клечовце Штип. Јас сум од Свети Николе. Имаат ветувано Зоран Заев и градоначалникот на мојата општина дека до 2020 ќе има газ. И во домакинствата, и во индустријата, ама нема ништо од тоа. За жал. Нема. Ама тоа е друга тема, тоа знам председателе дека ќе ме опомените. Тоа е друга тема, ќе разговараме сега наскоро доаѓа буџетот. Значи, почитуван представник од владата. Еве да ја заокружиме приказкава. Почитувањето на процедурата е врв на демократија. Вие, дали сакате или не сакате, во моментот ја кршите, ја газите демократијата со тоа што тука на пратениците им велите дајте изгласете спогодба, не закон. Да го решиме проблемот. Прекинете ја седницата. Благодарам, почитувана пратеничке. Да се докажам, почитуван колега, мислата, немојте да ме упаѓате во сред мислата, реченицата да си ја докажам. Прекинете ова комисија тука, пренесете ги поздравите на владата, патем можете да му кажете и на премиерот да не ветува толку многу, овие пари не се негови, не се од дома донесени, ова се пари на граѓаните на Република Македонија и се знаат приоритетите сега во моментот што се. Корона кризата, корона пандемијата. Најпаметно е сега тука и веднаш да ја прекинеме оваа седница. Благодарам.